Шампионска понуда само во Нептун. Ајде до 22 јануари. Нептун. Живеј подобро секој ден. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Швајцарците ветува, тоест се надева и најавува дека може да победат Германија, но не помина баш добро. Ние што очекуваме од овој надпревар? Па видите, изненадување за сите на кој начин Германија ја совлада Швајцарија, знаејќи за квалитетот добро на Германија веќе знаеме, но исто за квалитетот и на Швајцарија и со кој тип на играчи располага. Се виде дека домаќинот е екстремно мотивиран и така ќе биде во текот на целото правенство, а и секогаш домаќините на сите правенства кај што биле додатно мотивирани. Тоа го покажаа германците против една добра и квалитетна Швајцарија со екстра квалитетни поединци. Газеа, што би се могло да се каже во сите 60 минути, без разлика на резултатот, ја контролира играта и едноставно не ја дозволија на Швајцарија во ниеден момент, во ниеден сегмент на ракометната игра да ги покаже своите квалитети. Нас не очекува утре тежок надпревар против домаќинот. Гледам дека од нивна страна доаѓаат комплименти за нашата игра, за она што го покажавме во 40 на минути на надпреварот со Германија. Тоа не треба да не залажува. Ние треба да знаеме дека одигравме одреден период добро против можеби најдобрата репрезентација Европа и на свет, но треба да продолжиме да се надоградуваме и да секој надпревар да бидеме подобри. Имаше доста работи кои што треба да ги поправаме покрај добрите работи, не сам само да изборам лошите работи. Треба да ги намалиме техничките грешки, треба да бидеме многу подсврсти во одбраната. Очекуваме една квалитетна, екстра мотивирана Германија. Тие беа мотивирани во Дизелдорф, сега сме во друг град, во Берлин. Берлин е градот на ракометот. Мислам дека заедно со Магдебург и се лидери во нивната Бундеслига со амбиции да станат шампиони. Значи сме во еден ракометен град, пред една ракометна публика, каде што нивните играчи ќе сакат да покажат, едноставно нема да ги интересира кој е противник на другата страна и ќе покажат дека го играат ова правенство за да се пласираат најмалце во полуфиналето као домаќини, да искористат таа предност од домашната публика. Ние мислам дека сме фокусирани, концентрирани, имаме доволно време да се подготвиме. Постои одредена доза на жалење, па и кај нас, кај стручниот штаб, го гледам и кај играчите, дека можевме подобро. Едноставно, во текот на надпреварот се појави тој еден сепак респект према противник као што е Франција и недоволна само доверба за да може да се направи нешто повеќе. Мислам дека ќе го припремиме мечот добро. Треба добро индивидуално пред све нашите играчи да се спремат за она што предстои, за притисокот, за цврстината на германците, да не дозволиме да имаме технички грешки, да не дозволиме да во тој прв бран после наша грешка не исконтрираат. Тука германците се најаки. Доколку тоа не се деси, мислам дека ќе можеме да играме ракомет со нив. Меѓутоа зборовите се едно, тоа треба да го покажеме на дело. Мирни сме, работиме добро, имавме време за анализа. Физички немаме некои проблеми, да кажам, сите играчи се здрави, добри се и ќе излеземе утре на надпреварот да пробаме уште еден надпревар, уште еден, како да кажам, ракометна велесила, као што беше Франција и Германија, да уживаме надпреварот пред 17.000, околу 19.000 гледачи, да ни послужи како едно големо искуство. Ќе пробаме да бидеме компетитивни, тоа ќе биде тежок предизвик за нас. Треба да имаме ментална сила, треба да имаме цврстина, треба да имаме контрола на надпреварот, не треба да доаѓа да се колебаме во текот на надпреварот, затоа што 60 минути, кажав и вчера, се многу малце, некојаш изгледаат и многу долги кои играте таков тип
надпревар. Но позитивен сум и оптимиста сум дека ќе се представиме во добро издание. Париравме на Франција, како што кажавте, во поголем дел од мечот. Ги изненадивме можеби во одреден дел со играта 7-6. Можеби сега би го пробали истото и во одбраната на кој би посветиле најмногу внимание. Па видете, јас не сум, мојата филозофија не е Македонија да игра 7-6, напротив. Меѓутоа е добро да го имаме како додадена вредност во нашиот напад, затоа што имаме таков тип на играчи. Меѓутоа, верувате, што помалци играме, значи имаме помалци проблеми во нападот. Секако дека ќе ја користиме и би ја користиле ако ни затреба, меѓутоа тоа не е идејата да Македонија биде препознатлива како што е тоа Португалија, што е сега и што беше на времето по играта 7-6. Германците имаат одлични индивидуалци. Пред све би го издвоил, тука е Коснер, тука е Кнор, имаат одлични пивоти, имаат одлични брзи крила. Волф, да не го забораваме, играчот на Кијалце, кој што имаше одлично издание, повеќе од 50%, имаше одбрани на мечот 70%. Тоа е одличен процент и тоа го покажува и резултатот, но мислам дека тука и нивната одбрана допринесе да Волф биде добар. Така да анализиравме доста, гледавме, имаме доста информации за нив, ќе пробаме да се спремиме квалитетно за нивната селекција. И за крај планирате со истиот состав да се представите на Германија или може би имало некоја измена? Ние имаме овде 18 играчи, голманите остануваат исти. Тоа сме сигурни. Утре во текот на денот да помине тренингот ќе одредиме дали ќе направиме една измена на играчка позиција или ќе останеме со ист состав.